Што за Шутка Рома Рап представува слободата? Па нашиот ромски народ обично ја сака слободата во секој смисол на зборот. Значи границите ни сметат, ограничувањата ни сметат. Од секојдневниот живот дека ние сакаме да спиеме колку сакаме, да и така и нормално ни сметат сите граници. Сега сите ограничувања и политички граници нормално ни сметат во изразувањето. Слободата ја сакаме најповеќе, мислам, од сите други. И затоа нема насекате во светот ги преминуваме границите, сакаме да окусиме све, тоест да сме слободни, да немаме ограничувања. Како Шутка Рома Рап се бори за слободата преку својата музика? Па самиот факт дека ние излеговме од шутка надвор од границите на нашата држава и познати сме во Европа, кажува фактот дека се изборивме за тоа. Со нашата музика тешко беше, нормално, се жртвувавме додека дојдовме до тоа. Еве, нека каже на каков Ајде да начин. дополнам, значи вака, он го кажа од своја гледна точка, нели? Меѓутоа тука имаше многу тешкоти за да се најдат тие рапери, нели, баш буквално тие кои што треба да бидат рапери. И многу битен беше текстот. Ја им го контролирав, нели, текстот кога го правеа, што пишуваат песни, како пишуваат. Секој си имаше свое некое си мислење, меѓутоа рап, нели, текстовите се секогаш вулгарни и искажуваат она највулгарното го кажуваат. Имаме таква една песна Шутка гето се вика. Така да таа песна, нели, има свое видување за една визија за шутка. Кажуваат тама што и како, нели. Дека се гетоизирани, дека не може Самата да песна се кажува. кога да. Колку уметникот треба да жртвува за да биде слободен? Колку вие жртвувате? Ова е сега многу стварно тешко прашање. Мислам, без разлика кој да го гледа ова, ние музичарите прво да кажеме, нели, ние сме некако поделени. Една група сме раперите, една група музичари. Сега музичарите имаме секојаш проблем. Што ние сега треба да им сервираме за да го правиме она да изгледа така. И ние нормално секојаш прво, ние ќе се ај ви почекајте, направете го текстот, во ред почекајте на нас, ние да направиме музика, паузи, ритмови, се мораше да се измисли да дојде до тоа што сега го имаме направено за Шутка Рома Рап. Па јас би додал во врска со жртвањето, ние сите работиме и други бизниси. Нормално таму мора да скратиме, да не го работиме тоа, за да направиме да се унапреди музички групата. И нормално жртвите имат ефект, тоа што го жртвуваме. и ден денес го правиме. И еве го правиме тоа се уште. Да надврзам дека сега моментално сме во фаза на концерти, лето е тешко ги собираме децата да вежбаме, имаме за Сплит сега 13 август. Последно бевме во Дрезден, мај месец во Германија. Малку е тешко, значи треба жртви за да се постигне успех. Приватниот живот малку да се Ама убаво е. занемари, за да се направи работа ваму. Интересно е и патувањето кога се дружиме заедно. Кога и да е, како и да патуваме, без разлика, авион, со комбе. Значи дружбата е многу интересна, затоа што они се друг вид на луѓе кои ја држат таа категорија, нели, на рапери. Ние сме па музичари кои ја свириме ромската музика и тоа е еден спој кој што го направивме да изгледа вака поинтересно. Рековте дека во текот на летото ќе имате доста концерти, што значи и доста работа. Што друго ново можеме да очекуваме од Шутка Рома Рап? Па, ние сме во фаза, познато е дека кај нас се женат малку порано, секогаш не е проблем кога од раперите, еве, во Дрезден кога бевме, 20 таму беа во Германија, па морале од таму да дојдат. Сега со шефот се договарам, вика мора да земеме деца од 17 години, кои што немат обврски семејни, за да имат поголем елан. Се појава врска и Очекуваме така после овие свирки да направиме нов материјал. Не знам, ќе мора да убациме до 20 нови млади, за да Нова има група баланс. Сега некоја промена текстуална сакаме да направиме малку на англиски да се пее, за да се доближиме до публиката. И музички, мислам, ќе бидеме сега уште појаки, веќе имаме искуство повеќе и така.
Што мислите за караванот на слободата? Децидо. Еве сега, значи не уклучивте вие. Ќе настапиме на 3 концерта, нели, Куманово, Прилеп и Скопје. Така да за нас е, мислам, сепак прв пат со вас, со овој караван. Ама се надам дека ќе биде весело, дружбата дека ќе биде интересна и дека публиката највеќе ќе биде задоволна, народот кој што ќе дојде да не слуша и нас и другите групи музичарски кои што ќе бидат тамо. Така да мислам дека ќе биде интересно, нема да биде лошо, а иначе вие вака као организација гледам дека сите сте активни, еве благодарност до вас што стварно не поканивте, нели, да бидеме и ние еден дел од ова ваше видување, значи за овој караван на слободата, да може и ние да се докажеме дека сме еден дел од вас. Нешто, јас би додал дека имавме мислене пред да настапиме во Македонија на некои градови, бевме познати надвор. Еден од аперите се изразуваше, вика, девојките по мене лудуваат таму по фестивали. Кај нас кога доаѓам дома не ме знае никој. Можност за нив повеќе да се доближиме на македонската публика е ова сега. На 3 града кои се еве Куманово, Прилеп и Скопје, добро е. Ќе не запознат малку повеќе. Мислам ќе им се оствари жалбата на раперите да знаат за нив повеќе во татковината. Каде што потекнуваме. Битно е дружбата, да се веселиме сите, да бидеме весели, да се дружиме, да има забава. Најбитното е тоа. И да бидеме слободни. Слободни.